10-та резолуција за преиспитување на можноста за распишување референдум по предлог на најмалку 150.000 избирачи. 11-то проглас за семакедонско помирување и обединување меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. 12-то резолуција за универзалните вредности на македонската цивилизација. 13-то резолуција за помилување на сите кои се под притвор, осудени под истрага во врска со настаните на собранието од 27 април 2017 година. 14-то резолуција за прогласување на Охрид за светски православен центар. 15-то резолуција за донесување закон за изменување и дополнување на законот за државенство на Република Македонија. 16-то резолуција за иницијатива на изградба на споменик за загинатите македонци од Македонија во српската армија во Првата светска војна 1914-1915 година во местноста Костолачка коса во Србија. 17-то резолуција за подигање спомен обележје за војните и цивилните жртви на Македонскиот фронт во Првата светска војна на Кајмакчала. 18-то резолуција за подигање спомен обележје за покрстувањето и кронисувањето на Великата руска кнејиња Олга и кронисувањето на Великиот руски кнез Владимир во Охрид. И 19-то резолуција за одржување на 28-то генерално собрање на Светскиот македонски конгрес на 11 август 2018 година. Ве молам, дали некој бара измени и дополнување на предложениот дневен ред? Овели. Мора да се стави точка и тоа приоритетна. Уставниот суд да се изјасни за оставките што има и вие и Светскиот македонски конгрес за СЈО и за Джафери, за Зозаните. Тоа е приоритетно. И мора да се ако треба и протести да има пред судот, за да го донеси во рок од 40 сата таа одлука. Ако тоа се донеси, ако се одлучи, тогаш ќе биде све во ред, ќе почне да функционира правната држава. Ако не се случи тоа, значи немаме ни уставен суд, тогаш немаме потреба ни од 150.000 подписи за свикување на некој референдум, како што е уставотворното, ново уставотворно собрање. Едноставно ќе си направиме избор на делегати, ќе си усвоиме уставот и ќе си тераме. Како што и тиранската платформа си ја терат, уставниот суд молчи, така и ние ќе си тераме. Затоа мора уставниот суд да се изјасни. Или го брани уставот, или не. Ако не го брани, едноставно ќе нема причина нас да ни рече и не е уставно, тоа уставно собрање. Нека дојде да каже и тоа. Како ќе се оправда дали е уставен парламентот, дали е уставно СЈО, дали е уставно договорите што беа меѓу партиите, кога се племенски водичи, индијанци ќе изиграваат. Има устав и готово. Ако уставниот суд не го почитува уставот, тогаш не е ни најмалку. Ќе си формираме ново уставнотворно собрање, нов уставен суд, па ќе ги гоним и нив како велепредавници. Молам за име и презиме заради записникот. Димко Тасевски, председател. Дали некој друг бара збор за изменување и дополнување? Доколку нема, да констатираме дека кон приложениот дневен ред ќе го дополниме со последна 20 точка, резолуција за ажурирање на иницијативите од Светскиот македонски конгрес до Уставниот суд за законот за специјалното јавно обвинителство и одлуката за избор на Талат Джафери за председател на собранието. Да се знае, да се рече. Ве молам со откривање рака кој е за предложениот дневен ред. Благодарам. Дали е некој против? Воздржан? Констатирам дека Генералното собрание усвои предложениот дневен ред.